Користењето дијалекти е убав начин за одржување на живиот јазик. Примерот е особено впечатлив ако се користи стилско изразно средство, па за отсуството на незиниот шеф, а поранешен партиски колега се употребува карактеристика со преносно значење. Сакам да цитирам една кумановска поговорка. За да не бидам погрешно сватен, ќе ја кажам на кумановски. Кумановци викав: не можеш по магаре, па удри по самар. Не е јасно колку е коректно оправдувањето дека кажано на литературен македонски би се разбрало неточно од алузијата за сограѓанинот е јасна. Но употребата на јазикот е навистина проблематична ако постојано се покажуваат дупки во неговото познавање, особено ако тие не се од амбиентален карактер. Да намалување на загадувањето, на амбиенталното загадување, поготово за амбиенталното загадување, а не загадувањето на амбиенталниот воздух. Од целокупниот амбиентален воздух во цела држава. Како драстично зголемен параметар во амбиенталниот воздух, во амбиенталниот воздух или во PM2,5 и 10 честичките. Параметрите на зачестената употреба на тотално непознати зборови се сериозни. Можеби затоа, како што се дава финансиска помош за намалување на загаденоста, треба да се определи некаков фонд, некаков тип на поддршка за дополнителна јазична доедукација. Унапредување на сообраќајната мобилност преку субвенции на набавка на велосипеди и електрични скутери. Државата дава субвенции во делот на акцизата. 4 години поред даваме субвенции, набавуваме, субвенции. Тоа не би давале субвенции за нешто што не е ставено во закон. Пристојноста не е ставена во закон, туку е прашање на култура и добро воспитување. Жарот на политичката битка уме понекогаш да ги зоврие страстите до таа мера што за подобрување на атмосферата, во име на доброто расположение се нуди набавка на музички инструменти. Не ме прекинувајте, немо. Значи, вие викајте си до Сабајле ако сакате, можам да ви донесам и тамбура да си чукате. Тоа е одраз на вашата култура и на вашите години, ја ви одбивам. Тоа што на тамбура се дрнда, а на тапан се чука е грешка која може да се подведе како идентитетска. Но во политиката токму на ова поле може да се појави криза, па да не биде до крај јасно кој што е и што сака да биде. Во кој својство зборои се, како советник или како Како советник? Не е во советник. Не, градоначалник, што сум, не сум советник. А ти зброиш во својство на директор? Не, у својство на советник. Добро. Градоначалник у својство на директор. Испочитувај ме. Ајде во својство на советник. Во својство на советник. Добро. Ти во својство на што ми упаѓаш? Ајде те слушам. И на крајот, кога само еден од неразбраните конечно се просветлил. Ма тоа е јасно, тоа е види, тоа е толку јасно. Јас понекогаш викам, значи ние имаме работа со откачени луѓе. Ама јако откачени? Ма навистина откачени. Па тоа е нешто толку јасно, тука не е дискутабилно. Не треба да се дискутира за откачени, туку како постојано токму такви успеваат да се закачат. Само тоа е нејасно. Се друго е јасно.